Господине Стојков, вие неодамно имавте закажана и средба со председателот на Северна Македонија, господинот Стево Пендаровски. До таа средба се уште не дојде, ја чекаме. Не знаеме кога ќе биде. Последно што дојде од кабинетот на председателот е дека таа е одложена поради ковид протоколи. Кои се вашите информации, дали се уште очекувате таа средба и кога ќе се случи? Да, средбата е планирана, меѓутоа навистина гледаме дека има влошување на ситуацијата со ковид и Бугарија воведе нови мерки пред 2 дена кои што навистина прават проблематично за наши представници да патуват до Македонија и назад. Мислам, поврзано е со повеќе PCR тестови и така натаму. И затоа за сега е одложена, меѓутоа не е откажана средбата, се надеваме дека ќе се реализира во догледна иднина. Таа е многу важна, мислам и символичка, и праќа правилна порака, а и навистина мислам дека крајно време е Република Македонија да започне да се интересира за тоа каква е положбата, каква е ситуацијата на македонците во Бугарија. Тука до таа средба беше закажана, најавена, тоест пред да дојде премиерот на Бугарија, господинот Кирил Петков во посета на Скопје. Потоа кога дојде веста за не би кажал одложување, туку ете таа средба дека се уште нема да се одржи поради ковид протоколи, веднаш почна некакви инсинуации, шпекулации дека тоа е направено за да не се подрие посетата на господинот Петков, за да не направи некој проблем. Дали вие имате некакви такви можеби информации дека поради тоа на некој начин не дојде до средбата? Не, немаме такви информации. Мислам за тоа треба да го прашате председателот или неговиот кабинет. Бидејќи само размислувам логично, ако идејата беше да не се провоцира премиерот Петков при неговата посета, не требаше ниту да се најавува дека ќе има таква средба пред таа да се случи така. Кога таа беше најавена од кабинетот на председателот дека се планирана и дека е закажана, тоа мислам дека беше доволно јасна порака дека без разлика на посетата на бугарскиот премиер или не, се планира таква средба. Вие што очекувате да слушнете од председателот Пендаровски? Го видовме оној вашиот проглас на Омо Илинден и на Омо Илинден Пирин. Во основа на тоа што би разговарале и кои се вашите ставови. Вака да ми кажете лично, што очекувате од господинот Пендаровски, што би му пренеле и што очекувате да слушнете од него? Ами ние официјално не сме излегле со тоа што планираме да зборуваме или така што малку сум збунет кога ми кажувате дека вашиот проглас во однос на тоа имаше едно писмо во однос на проблемите на македонците во Бугарија, не за средбата, туку кои се вашите проблеми, добро, ние ги кажуваме тоа цело време, мислам, тоа не е некоја тајна, бидејќи секој кој што ја следи нашата ситуација знае какви се проблемите, тоа не е нешто ново. Мислам дека поскоро тоа би била можност да се запознаеме председателот и неговиот кабинет со конкретните проблеми, не така генерално, туку со конкретните проблеми. Би сакале да има повеќе представници од повеќе македонски организации, нели сите да се ги искажат своите проблеми, своите мисли, да видиме и исто така да видиме дали воопшто има некаква надеж, некакви планови во македонскиот политички врв на некој начин да се врши некаква грижа, соработка, било што, нели, како што сите земји прават за своите малцинства во други земји, дали има некаква таква намера или тоа ќе остане само на една куртоазна средба. Но нема како да знаеме, само се надеваме дека ќе биде добро. Каква поддршка вие очекувате од македонската држава? Кога зборуваме за поддршка, можете ли да не кажете во пракса на каква поддршка би можеле да добиете? Значи, по принцип Македонија требаше во минатото, особено кога Република Бугарија беше кандидат член за Европската унија, да го постави прашањето за македонското малцинство за тоа што тоа е негирано и дискриминирано и асимилирано во Бугарија. Тоа е сериозен проблем, гледаме дека веќе има 14 пресуди од Страсбург и се очекуваат уште да дојдат. И по принцип секоја една земја пројавува грижа кон припадниците на своите малцинства во други земји, особено кога тие се дискриминирани. За жал Македонија тоа не го направи. Може на многу начини да се прави таа грижа. Може, гледаме Република Бугарија покажува некои од начините на кои што тоа може да се прави. Тоа е со културни манифестации, со поддршка на некои организации кои што се бават било со културна активност, било за изучување на јазик, има и илјадници конкретни начини на кои што секоја една држава би можела во рамките на тоа што е меѓународно прифатливо, нели, кој што е, како да кажам, политички издржано, да се јавно да се грижи да поддржува луѓето кои што се припадници на
на својата нација и живеат во други земји. Мислам, тоа е еден од начините на кои што овие припадници може да бидат мост за соработка со другата земја, кога бидејќи тие живеат истовремено, како да кажеме, имаат врска и со двете нации. Но за жал ништо од тоа не се прави во ниту една степен и за тоа може само да жалиме. Еве еден пример, бугарската државата беше застапник и адвокат на друштвото Ратко пред Судот за човекови права во Страсбург. Со нешто кое што Македонија никогаш го нема право. Не дека го бараме тоа, но сакам да кажам дека има илјадници начини кога една земја која сака да подржи би можела да го направи, откако прво се исконсултира со луѓето што живеат во таа земја, да види какви им се проблемите, каде евентуално би можело нешто да се помогне. Да, но вице-премиерот за европски интеграции господин Бојан Маричек вели нема што Македонија да се грижи или да интервенира за македонското малцинство во Бугарија. Вели тоа е мешање во внатрешните работи на друга земја. Не, тоа не е така, макар што тоа е што друго да каже. Како да се оправда тоа што Македонија нема храброст да се застапи за правата на македонците, додека Бугарија може да се застапува за правата на бугарите. Правата на малцинството и правата на човекот не се внатрешна работа на државите, тие се дел од меѓународното право и тоа е многу јасно за сите кои што се бават со таа проблематика. Така што тоа изјава не е точна, но она што е точно е што македонските влади немат сила, храброст да го направат. Гледате, бугарскиот премиер кога посети Скопје, сепак се сретна со представници на бугарската заедница таму, при посетите што се прават овде од страна на македонските државни лидери, никој од нив не сака да направи средба со представници на македонското малцинство. Да, денеска имаат и заедничка средба македонската и бугарската влада, заедничка ќе имаат и заеднички состанок, значи ќе одржат заедничка седница. Вие дали представници на македонската влада ве праша, ве поканија, побараа да се видат? Не, апсолутно не. Никаков интерес не пројави. Можете ли да ми кажете повеќе за тие фамозни 14 пресуди на Европскиот суд за човекови права во Страсбург? Тие пресуди се, колку што знаеме, најмногу се поради вашето побивање на правото за само организација, за регистрирање на здруженијата. Можете ли да кажете нешто повеќе за тие пресуди и зошто Бугарија упорно не ги имплементира и како е можно да не ги имплементира како членка на Европската унија? Тоа е сега малку за земји кои се надвор од унијата е малку и нејасно. Видите, значи пресудите доаѓаат од Страсбург, од Советот на Европа, кој што не припаѓа на Европскиот сојуз. Тоа е организација за правата на човекот кој што го фаќа целиот европски континент. Така што не се директно поврзани двете работи, нели? Дали сте членка на Европскиот сојуз или не, единствено што се менува е во тоа што се очекува вие да имате некој повисок стандард на демократичност кај вас, што во случајот со Бугарија за жал не е така. Пресудите се однесуваат на правото на одржување на мирни собири и на создавање на организации. Простата вистина е дека Бугарија до 2007 година не дозволуваше на македонците воопшто да извршат било какви собири на јавно место и ги растураше дури со сила, а и до денеска продолжува да не дозволува македонците да направат своји организации и да се борат за своите права, нели да развијат својата култура и така натаму, без разлика што е обврзана на тоа со договорите што ги има потпишано на меѓународно ниво. За тоа се однесуваат пресудите. Причината зошто Бугарија го прави тоа е бидејќи таа сака да ги држи македонците надвор од општествениот живот, изолирани, не сака да има афирмирање на македонците. Кажано директно и грубо, Бугарија би сакала македонското малцинство да го снема. Асимилацијата веќе да даде крајен резултат и овие луѓе да ги нема, така што не треба да има и такви организации било што такво нешто. Исто така, ако ние се организираме и ако нашата партија останеше регистрирана, нели, бугарските државјани ќе видеа, ќе има можност да видат дека ние воопшто не сме некакви непријатели. Дека ние сме македонци, ама мислам сме лојални спрема Бугарија. И тогаш целата оваа политика што сега се креира на омраза спрема македонците, и таа се базира на наводно тврдење дека ние македонците во Бугарија сме луѓе што сакат да цепат територии, кои што ја мразат Бугарија, кои што зборуваат против Бугарија, и држејќи не надвор од легалноста, така да се каже, ние не сме во состојба да се заштитиме. Не сме во состојба да соработуваме, не сме во состојба да учествуваме во меѓународни проекти, нели, со други организации. Воопшто тоа драстично хендикепира нашата можност да партиципираме во бугарскиот општествен живот. Да, образложението на бугарската влада кога се зборува за тие пресуди вела дека лежи во бугарскиот устав кој не признава колективни права и цело време се правдаат. Но дали е тоа навистина
оправдано тврдење од страна Не. на владата. Видите, тука има манипулација. Значи тука има многу тешка манипулација и многу луѓе паѓаат на тоа. Малцинските права не се колективни права. Тука има голема заблуда. Малцинските права како дел од човековите права се индивидуални права. Само што тие се тоа што е малку специфично за нив е што дел од нив треба да се практикуваат колективно. Но така и со дел од другите човекови права. Да речеме правото на склучување на брак не може да го практикувате сам, колку и да сакате. Правото на мирни собирања исто така не може да се практикува сам секој или создавање на организација. Значи имаме права кои што сите се индивидуални, но еден дел се практикуваат колективно од индивидуи. Такви се и малцинските права. Така што тврдењето дека Бугарија не дава колективни права едноставно нема никаква врска со тоа за кое што зборуваме. Ние бараме индивидуални малцински права. Да, додека еве вие велите дека никој од македонската влада не ве повикал, не ве поканил, а и се уште ја чекате средбата кај претседателот. Видовме дека кај бугарскиот претседател Радев беа бугарските здруженија од Македонија, представници, па и на политички партии беа таму на средба. Тие таму кажаа многу работи кај господинот Радев зошто се дискриминирани во Македонија, иако тука па македонските власти велат дека се зачудени бидејќи немаат поднесено никаква преставка за таа дискриминација, но како и да е, сега постои тоа бугарско барање за внесување на бугарите во Македонија во устав и тоа е сега едно од основните барања на Бугарија. Повеќе е тоа, веќе не се зборува многу за историјата. Прво кажете ми како гледате на тоа, дека дали мислите дека е тоа правилно, дали е окей тоа да се случи да влезат бугарите во уставот во Македонија? Видете, нашиот став е дека малцинството во секоја земја, и бугарите во Македонија и македонците во Бугарија треба да ги уживаат сите права според меѓународните стандарди. Тоа е неспорно. Сега по прашањето дали треба да влезат во уставот, тоа не е за нас проблем. Ако исто така и Република Бугарија ги признае македонците. Дури ние бараме по принцип реципроцитет, но дури и не мора комплетен реципроцитет, доволно е да се признаат правата, постоењето и правата на македонското малцинство во Бугарија, пак нека да влегуваат бугарите во уставот. Тоа не ни смета. Ние сме изразувале доста јасна поддршка за правата на сите, дури и ги повикавме представниците на бугарското малцинство во Македонија заедно да настапиме заеднички пред двете влади за решавање на овие проблеми, нели што постојат, но никогаш не добивме одговор. Сега тука има една специфика, и тоа е разлика меѓу нашите организации што се овде, кои што се борат на вистина за права и се дискриминирани, и тоа што може да слушнеме и да видиме од луѓето што беа кај Радев или воопшто се гласноговорници во Македонија по бугарските прашања. Под право и дискриминација тие не разбират човекови права. Не е тоа што тие го мислат. Тие мислат на некое право да бидат мнозинство во Македонија, на историско право, на некакво народно право. И за тоа зборуваат, и за тоа се чувствуваат дискриминирани. Видите, само една пресуда има против Македонија од страна на бугарски организации во Македонија, Радко, 2009 година. Тука имаме 14. Од друга страна, ако отворите извештаите што ги прават редовно меѓународните институции за човекови права, вие ќе видите дека не се спомнува ништо таму за проблеми на бугарите во Македонија. За жал кај нас не е така. Во сите извештаи отворите било кој има десетици спомнувања за македонците во Бугарија и нивните проблеми. Така што зборуваме за сосема различни нивоа на проблеми. Кај нас тие се сосема директни и очигледни, и затоа и македонските власти мислам дека се изненадени, бидејќи ниту имале некоја жалба по тоа прашање, ниту има пресуди во Страсбург, ниту меѓународните организации и институции нешто забележале по тоа прашање, и сега наеднаш слушаат дека некои луѓе тврдат дека се жестоко дискриминирани, ама без никакви факти. Но како и да е, тоа е нашиот став. Треба да се почитуваат правата и на двете малцинства. Како би го коментирале ставот на претседателот Радев дека во Македонија има 120.000 бугари и при тоа претседателот Радев веројатно се повикува на оние кои земале бугарски пасоши и тој вели дека тие се бугари. Дали се тоа навистина бугари? Етнички се зборува. Да, значи знаеме дека скоро сите тие луѓе зедоа пасоши само по една причина, и тоа беше да може отидат во Европа да работат и слободно да патат. Немаше друга причина. Ако некој се сумнева во тоа, нека да погледне по години статистиката за тоа колку луѓе од Македонија побарале бугарско државјанство и ќе види дека во времето кога со бугарскиот пасош не можеше се патува никаде, за 10 години имаше околу 200 вкупно молби за државјанства. Откако со бугарскиот пасош почна да се патува слободно во Европа, драстично се зголемија наилјадници, а откако со него стана можно и да се работи, веќе тоа стана како поплава. Тоа е сосема јасно. Дали се тие бугари? Најверојатно не.
некои од нив сигурно, но најверојатно не. Не може председателот на Бугарија да си зема правото да одредува како се чувствуваат тие луѓе. И тоа е еден од проблемите што го има во Бугарија. Властите, било тоа да е суд, било да е председател, си земаат за право како што нема да решават има или нема некакво малцинство и колкаво е тоа. Ние се судираме со тој проблем пред бугарски судови. Тие одлучуваат дека немало македонски етнос во Бугарија и според тоа ние сме сепаратисти. Дали има некаков народ и колку е голем, малцинство или друго се решава преку правото на самоопределување. Секој човек сам треба да се самоопредели каков е и кога ги сумирате резултатите разбирате има ли или нема и колку има. Ова се друго е, мислам, една неоснована на ништо претензија од страната на Радев спрема Република Македонија и мешане не само во внатрешните работи на Македонија. Тоа е мешане во личното право на секој еден од тие 120.000 државјани кои што земале граѓанство бугарско. Да, како е да се биде, господине Стојков, македонец во Бугарија, бидејќи сега тука во поглед на овој идентитетски спор има еден феномен, бидејќи Бугарија тврди дека македонците, нели, се неосвестени бугари, кои до 45-та биле бугари, па 45-та се разбуделе утрото и дознала дека се македонци, но сепак вашето постоење во Бугарија дава еден контрааргумент на таа теза. Значи, покрај целото постоење на бугарската држава, покрај целата бугарска официјална историја, покрај ве забрануваат, не ви даваат да се организирате, сепак има луѓе во Бугарија кои велат дека се македонци. Значи не зборуваме во Македонија, туку има луѓе во Бугарија кои велат дека се македонци. Како го објаснуваат тој факт они? Кој вас ви направил пропаганда да кажете дека сте македонци кога живеете во Бугарија? Тамо не бил ни Тито, не била ни Југославија, не бил никој, нели? Кој вас ве освестил? И затоа толку не мразат нас. Знаете, на вас тамо гледат како на неосвестени, заблудени луѓе кои што имат шанса сепак некакво извинување зошто се толку глупави да тврдат дека не се бугари. Меѓутоа за нас според нив нема никакво оправдување. Ние би требало да знаеме дека сме бугари, сме соодветно национални предавници и непријатели. Такво е третирањето спрема нас, таков е односот. Ако си македонец, значи или си исклучително глупав, или си странски платеник, или едноставно си непријател на Бугарија кој што се откажува од својата националност бугарска. Таков е односот, така што не е пријатен, не е особено пријатно да бидеш македонец во Бугарија, но тоа е реалноста што е. Сега како го оправдува тоа? Ами преку игнорирање на дел од фактите за македонска самосвест овде пред 1944 година со лажни тврдења дека наводно со сила луѓето се правени македонци меѓу 1944 или 1963 година, со премолчување на илјадниците луѓе што поминаа низ затвори или беа праќани во заточеништво или на друг начин беа мачени затоа што имат македонска самосвест во времето на комунизмот и со тврдење дека и сега не постои македонско малцинство и дека ние сме некакви платеници, некои ни плаќа, дали е тоа Скопје, Белград, Москва, Вашингтон или било кој, дури и Грција во некои случаи намешуваат. Ние сме платеници кои што некој кој што многу ја мрази Бугарија, тоа неизвестно зошто ама го прави, за да создава проблеми на Бугарија. Тоа се нонсенсите кои што може да се слушнат, за жал не само на некое кафанско ниво, туку и на најофицијално политичко, а и на научно или во медиумите, тоа може да се чуе постојано. И обратете внимание дека сите барања што ги има Македонија, што ги има Бугарија спрема Македонија, сите фокусираат всушност само на едно единствено нешто. Без разлика што на прв поглед се различни, тоа е македонското малцинство. И барањето за историјата до 1944 година да нема македонска нација, всушност има во својата основа барање да нема начин да се има појавено македонско малцинство во Бугарија, бидејќи нацијата се формирала само во Република Македонија и после 44 година. Значи тоа е едното. Барањето да се признае, да се прифати македонскиот јазик како бугарски, јасно е објаснето во меморандумот на бугарската влада зошто е тоа така, а именно дека ако се признае македонскиот јазик како посебен, а исто така тој се зборува и во соседните територии на гранични територии во Република Бугарија, тоа би значило да се признае објективна основа за постоење на македонско малцинство. И третото барање се разбира е директно да се одрече Македонија дека постои македонско малцинство. Значи сите барања што ги постава Бугарија на еден или друг начин се однесуваат на македонското малцинство и една од основните причини вие посочивте. Самото постоење на македонското малцинство без ништо да правиме, ние не сме непријатели на Бугарија, но со самото свое постоење и самоопределба ние практично уништуваме претензиите на Република Бугарија во однос на Македонија и дури нејзината собствена визија за историјата и за тоа какво е нејното место на Балканот и така натаму. Мислам, тука е проблем.
Колку македонци има во Бугарија официјално а колку мислите дека има неофицијално, кои како што вие велите дека се асимилирани, побугарчени и така натаму, колку мислите дека е таа бројка? Значи, видите, имаше само два пописи на кои што можеше слободно луѓето да се самоопределат како македонци, или од 1946 или од 1956 година, тогаш беа соодветно 167.000 и 187.000. Од тогаш изврши огромна асимилација, дискриминација и така натаму. На последните три пописа со многу силни манипулации, бројките беа сведени соодветно на 10.800, на 5.000 и нешто, последниот дури на 1.600. Меѓутоа на последниот попис не треба да забораваме дека 730.000 луѓе во Бугарија не беа попишани каква национална припадност имат. И тоа беа главно луѓе од малцинството. Едноставно не ги прашува за време на пописот, нешто што се повтори на тој попис меѓу другото. Луѓето воопшто не беа прашувани за нивната етничка припадност и се пишувани најверојатно автоматски бугари. Значи има чисто официјално меѓу 1.600 и 187.000, колку точно е никој не знае. Затоа што нема слобода, нема графа македонец, нема слобода да се напишеш навистина без страф, за да видиме колку се навистина. Но во секој случај не се толку малку колку што Република Бугарија сака да каже, и тоа го знаеме на терен. Знаеме го од бројот на нашите членови, знаеме го од соборите што ги правиме, колку луѓе доаѓа, знаеме по населените места во кои што живееме, со колку луѓе нели се знаеме. Така што со сигурност е многу повеќе од тоа кое што официјално по статистика постои. Да, Бугарија во однос на спорот со Македонија, кога ја блокираше државата, имаше една цела генеза на барање. Тие барања се менуваа со текот на времето, се кажуваа некакви неофицијални, официјални, излегуваа. Имаше дури кога представниците на македонската влада формално, официјално кажуваа дека не разбираме што бара Бугарија, бидејќи се менуваа. Имаше и она дека во Македонија се убиени 150.000 бугари од страна на комунистичката власт, но полека како се движи генезата, дојдовме сега до овој пакет 5+1, во кој има делови кои се технички во однос на краткото, долгото име на државата, нешто што веќе е решено, во однос на трговската размена, на економијата, а некако историјата полека се става на страна и се разбира главното барање сега на Бугарија, бугарите да влезат во уставот на земјава. Дали мислите дека Бугарија ја смени стратегијата од кога виде дека во Европската унија нема поддршка за историските и идентитетските барања пред сега? Да, токму така мислам. Република Бугарија се обиде да го постигне тоа што навистина го сака. И тоа беше јасно посочено во меморандумот на бугарската влада, декларацијата на Народно собрание. Меѓутоа многу скоро се покажа дека не само што нема никаква поддршка од никаде, а напротив, Република Бугарија беше изолирана од тие прашања и испадна во многу незавидна ситуација и е под огромен притисок. И сега како да се излезе од оваа ситуација кога сте побарале апсурдни работи, кога сте влегле толку длабоко, се менува фокусот. Фокусот гледаме дека новиот премиер Петков зборува за други комисии, за економска соработка, за инфраструктура, нели лека по лека почна да се заборава тоа кој што беше основно историските и идентитетските прашања. И сега бидејќи се обидува да се најде причина да се објасни зошто воопшто беше направено тоа, зошто без никаква разумна причина Република Бугарија блокира Македонија и затоа се оди на тоа демек има нарушување на правата на бугарите во Македонија. Воопшто не може да се посочи што точно е нарушено, кое право по кој член од Европската конвенција е нарушено, гледаме дека имат организации, нели и така натаму, и затоа сега целата работа се дефокусира уште на единствено што може да се измисли е да се стават во уставот. Не дека тоа ќе смени нешто за бугарите во Македонија, не било или за Бугарија овде, но треба нешто да се измисли за да се каже да ова беше причина, не разбравте. Не сме ние толку диви назадни националисти, ние сме сакаме за човекови права да зборуваме. Така што да, мислам дека Бугарија го менува тоа. Како што беше на писмото на бугарските интелектуалци, зошто Европа не разбира. И за крај последно прашање, господине Стојков, после посетата на премиерот Петков на Скопје и средбата со неговиот колега Димитар Ковачевски, како да постои еден нов позитивен ветер во односите помеѓу Македонија и Бугарија? Велат дека се оптимисти двата премиери и сега се очекува евентуално да се дојде до решение до јуни за 6 месеци, поставен е таков рок. Би ве прашал вас дали мислите или можеби стравувате дека тоа евентуално решение или компромис со Бугарија може да биде на сметка на идентитетските прашања или
на прашањето на постоењето на македонското малцинство во Бугарија? Скоро сум сигурен за тоа. И зошто? Затоа што видите, дури во времето кога Македонија беше во супериорна позиција, времето кога Република Бугарија требаше да започне преговори со Европската унија и затоа требаше да има потпишани договори со сите соседи, кога Македонија можеше да го постави тоа прашање за македонското малцинство, не го постави. Значи, дури кога беше во супериорна позиција Македонија не се погрижи, така што би било вистинско чудо ако сега, кога е таа во неповолна позиција, земе да го постави тоа прашање. Освен тоа, притисокот од Европа и САД е насочен кон тоа Република Македонија брзо да влезе во Европа. Не е насочен кон тоа да се дадат права на македонците во Бугарија. Ние изгледаме како мал проблем. Така што мислам дека ние едноставно ќе бидеме заборавени на некој етап. Тоа што ќе се случи на некој начин малку и на наша сметка ќе се реши овој проблем меѓу двете земји, кој што за жал ние сме навикнати, но штета е што сме навикнати на тоа. Не би требало таму да се стигне. Господине Стојков, ви благодарам за ова интервју за Телевизија 24. Ви благодарам јас.